Ќе продолжиме со нашето изучување, посланието, првото послание до Коринтијаните. Видовме многу проблеми кои апостол Павле преку ова послание се обидува да ги реши во црквата во Коринт. Очигледно многу проблематична црква, многу проблеми, разделена, испокарана, со многу гордост, многу фалбаџиство, а во исто време и многу грев во црквата. Петата глава видовме дека во црквата има таков грев кој се толерира, а кој дури звучи скандалозно и за перверзните коринтени. Коринт сепак бил познат како град на неморалот и во еден таков град има црква во која што некој живее со супругата на неговиот татко и Павле вели, апостол Павле вели, дури и меѓу безбожните коринтени нема таков грев. И тој дава насоки за брза и итна црковна дисциплина. Во 6 глава гледаме дека проблемот со сексуалниот неморал е навистина сериозен во црквата во Коринт. Некои продолжиле да практикуваат она така наречена сакрална проституција, оделе во храмот на Афродита и таму се поклонувале на богинята, користејќи ги услугите на оние сакрални свети проститутки во храмовите. Така да во овие две глави, 5 и 6, апостол Павле дава една негативна слика на таквите односи, сексуалните односи дадени во негативен контекст, а во 7 глава дава сега една друга сцена, една друга слика, позитивна слика, бидејќи зборува за друг контекст, за друга содржина. Јазикот кој го користи, начинот на кој што говори, многу директен, многу отворен, несвојствен за нашите цркви. Очигледно апостол Павле не припаѓал на некоја конзервативна, пуританска црква. Тој си бил типичен представник на древниот Близок Исток, каде што темата за сексот не е табу тема. Да, се говорело отворено и тој многу отворено говори за тоа во посланието, како треба да се практикуваат правилно. Неколку подрачја покрива во овие 16 стиха. И бидејќи сакале и не сакале, испред дел од ова општество и постојано сме бомбардирани со оваа тема, имаме една представа на светот за сексуалноста и добро е да видиме што Библијата или што самиот Бог преку Словото говори за таа тема. И ако може некако да го поделиме овој текст, овие 16 стиха, би издвоиле неколку области. Прво говори за брачниот живот, тоест ти односи меѓу мажот и жената, интимните односи во самиот брак. Потоа говори, дава совети за оние кои останале без брачен партнер, тоест како вдовици, или оние кои се уште не се женети. Потоа говори за разводот, што Словото на Господ кажува за разводот, и на крајот говори за оние повторно се враќа на бракот, тоест за оние случаеви во кои што едниот брачен партнер е верник, а другиот е неверник. Ајде да видиме што има апостол Павле да каже за овие теми. А за она што ми пишавте, очигледно дека црквата во Коринт та била во конфузија за многу работи и посебно за оваа тема. Минатиот пат говоревме, спомнавме дека црквата во Коринт во поглед на учењето била разделена на неколку крила. Имало типично еврејско крило. Видовме од делата 18 глава дека кога апостол Павле служил во Коринт, многу евреи поверувале и се присоединиле кон црквата. Имаме едно еврејско, чисто еврејско крило. Имаме исто така паганско крило, кој било под влијање на гностицизмот. Не било лесно тие да се издвојат од нивните гностички погледи за светот, кој во тоа време бил доминантниот поглед за самото постојање на човекот, на се, и во поглед на космологија, создавање, во се гностицизмот било во дечката филозофија. И тие го мешале гностицизмот и христијанството, така што црквата била во тој гностички поглед поделена на аскетска црква, аскетски дел,
кој барал од сите оние кои сакат да го следат Христос, апсолутна воздржаност од било каква телесност и аномијанското крило, тоест оние кои, како што минатиот пат видовме, велеле, се ми е дозволено, тоест се ми е допуштено, ништо не ми е забрането. И христијанската слобода всушност ја користеле за задоволување на сите апетити кои телото ги има. Но покрај ова крило имало, како што кажав, и аскетското крило од црквата, кое пропагира воздржување од секакви телесни желби. Тоа секој христијанин кој сака да го следи Христос треба да се воздржува од апетитите на телото, вклучително сексуалните апетити, вклучително дури и во бракот. Така да, ова што го пишува апостол Павле овдека, за бракот, она што го пишува за оние кои не се во брак, па дури за оние кои имаат неверен брачен партнер, сето тоа е напишано во тој контекст кој што го објасних, во контекстот на гностичкиот аскетизм. И ќе се обидиме да видиме како тоа се применува во контекстот, нема да можеме да дадеме одговор на сите овие деликатни прашања што апостол Павле ги отвара. Тој сите овие прашања ги одговара само во контекстот на проблемот на Коринтската црква. Значи, првиот основниот проблем е представата за сексуалноста што овие аскетски христијани ја имаат, гностички христијани имаат кон бракот воопшто и односите меѓу мажот и жената во бракот. Така да, според нив, живењето на свет живот значило посветеност на аскетизам, слобода од телесните желби, дури и во бракот. Пак видиме понатаму тие дури охрабрувале и напуштење, разделување на брачните партнери. Апостол Павле, најнакратко ќе поминеме ова прва тема, мислам, сметам дека е јасна. Апостол Павле на ваквите тврдења оди дотаму што тие односи, интимни односи меѓу брачните партнери ги издига на ниво на должност, взаемна должност, мажот и жената. Не треба да се лишувате. Мажот треба да ги извршува своите одговорности или должности кон жената и жената кон мажот. Освен, вели, во одредени ситуации, и тоа по договор. Телото на мажот не е само негово, жената има право на телото на мажот и мажот има право на телото на жената. По договор може да се лишите во одредени ситуации за одредено време да се посветите на молитва. И овде ќе завршиме, не се случи кога се враќаме со колите дома да добиеме некои незгодни прашања од децата. Добро. И таа тема сметам дека е јасна, може би по-така деликатна и по-недискутирана тема во црквите е безбрачието. Безбрачието или живењето без брачен партнер, тоест посветеност само на Бог во целибат, е дискутабилна тема. Во светот денес безбрачието, тоест она живење како самци или сингл живење, е популарно. Се повеќе луѓе решаваат да живеат сами, не заради некоја желба да се посветат посебно на Бог, бидејќи така им е полесност, не сакаат одговорности. Меѓутоа, она што е проблемот со современото безбрачие е што тие не можат да прифатат, или современиот човек не може да прифати како може да оди заедно безбрачието и целибатот. За нив тоа е абсурдно, тоа е секој човек кој би бил приморан на целибат, бидејќи е сам, тоа е осуден на некомплетен живот, живот без целосно задоволство. Тоа е едната страна, страната на светот. И христијаните кои живеат сами, притиснати од таквиот став на светот, чувствуваат некаков хендикеп поради притисокот на светот. Дали ние навистина сме од тој поглед незадоволни луѓе. Од друга страна пак црквата, која е соочена со таквиот светоглед од општеството, не прави многу да
помогне на християните. Црквата пак се живее во еден друг стереотип. Кој е црковниот стереотип? Човек не треба да живее сам. Божјата воля не е човек да живее сам. Тоест, Божјата воля е за да биде човек целосен, да има брачен партнер. Само тогаш тој може да биде комплетен. Само тогаш ќе биде целосен. И што прави црквата, или каков е односот на црквата кон оние кои се сами? Обично, еден притисок подитно да си најдат брачен партнер. Уште пред да се родат, Бог веќе го нашол брачниот партнер. Ти треба само да се молиш и да го откриеш. Тоа е обичниот совет што го дава црквата. И гледа на таквите луѓе некако, ако сме искрени, како на некомплетни, нецелосни членови на Христовото тело. Апостол Павле, во ова што го пишува овдека, е поинаков и од ставот, неговиот став е поинаков и од она што светот го мисли во поглед на безбрачието и целибатот, а исто така и во поглед на црковниот став е поинаков. Тој вели: добро е таквите да останат сами. Сега, ова препорака да останат сами, апостол Павле ја пишува многу внимателно, многу избалансирано, и затоа вели ова е само совет, или како допуштање, а не како заповед. Зашто го има во предвид аскетското крило повторно во црквата, за кое нели кажавме, и според нив не само што е добро, туку е и задолжително. Ако сака некој да биде вистински посветен христијан, вистински свет христијанин, тогаш целибатот и безбрачието се задолжителни. Задолжени за секој кој сака да го следи Христос. Затоа апостол Павле е внимателен, плашејќи се да не биде погрешно разбран од овие аскетите, го балансира својот аргумент и вели: безбрачието е добар избор, но не е задолжителен. Совет е, а не заповед. Тоест, црквата не смее да ја товаре совеста на никого, не смее никого да обврзува на безбрачие и целибат. Значи, тоа е другата крајност. Имаме неколку крајности. Имаме крајност во која што велиме сите треба да бидат во брак. Имаме друга крајност пак, ако некој сака да се посвети, мора да биде сам во целибат. И црква има денес кои се уште го држат тоа. Во католичката црква, ако некој сака да се посвети на Бог, тој мора да се обврзе на безбрачие и на целибат. Во православната црква пак отишле во два други екстреми. Оној кој сака да биде свештеник, мора да биде во брак, а оној кој пак сака да биде на високи епископски функции, мора да биде сам, во целибат, без брак. Гледаме дека историјата всушност ни покажува и оние последици, тажни последици, грозни, нели, со скандалите во католичката црква, покажуваат дека е опасно да го нарушуваме Божјото Слово во оваа област. Божјото Слово си е јасно. Ајде да видиме зошто апостол Павле вели дека е добро ова, а пак не може ова, тогаш треба да биде другото. Безбрачието е добар и благороден избор. И самиот вели: сакам да бидат како мене, да останат такви. Вдовиците или оние кои не се во брак, да останат како мене. Бидејќи така ќе бидат слободни од товарите кои го носи брачниот живот. Понатаму во 28 стих ќе видиме наредниот пат кој ќе го изучуваме. Апостол Павле вели: оние кои ќе се обврзат во брак, ќе се соочат со многу неволи, грижи. Секако тој живот си има своји грижи. Павле, како човек кој го искусил и двете работи, и брачниот живот, и безбрачието, вели: оние кои ќе се посветат само на Бог, тие се слободни да одидат секаде и имаат слободата да одидат секаде каде што Бог ќе ги однесе. И навистина
апостол Павле неколку пати ишпарта целата Римска империја. Ако беше во брак, тешко дека ќе можеше тоа да го направи. Така да тој ја открива слободата и при тоа искусува задоволство и радост, кој ги посакува за секој христијанин. Павле вели, овој живот што јас го живеам, и затоа сакам да бидат како мене, носи големо задоволство. Целосна посветеност на Христос. Во врска единствено со Христос. И тоа е убаво, тоа е прекрасно. И тој го пише тоа не од аспект на некој што го мрази бракот или ги мрази жените. Павле е обвинет за најголем женомразец. Така непријателите на Библијата го нарекуваат. Апостол Павле, меѓу другото, бил во брак со сигурност. Тој самиот за себе вели дека бил фарисеј во Филипијаните 3 глава 5 стих. Штом бил фарисеј, задолжително како денешните попови, бил во брак. Имаме исто така многу сигнали од сведоштата што за себе ги кажува, посебно во делата на судскиот процес таму, што ги има од 22 глава, 26 глава. Тој сведочи за себе дека е близок со Синедрионот, тоест бил дел од Синедрионот. А за да бидеш дел од Синедрионот, веќе мора да бидеш докажен во бракот. Така да апостол Павле има брачно искуство, не знаеме што се случило, очигледно е покисо така дека вели саме овдека во Коринтијаните, не знаеме што се случило, или сопругата му починала, или таа го напуштила. Не верувам тој да ја напуштил, како што денес некои за повисоки позиции ги оставаат жените и се посветуваат на монаштво. Како и да е, апостол Павле ова го пишува со своето искуство, може било болно, не знаеме. Во секој случај дава споредба и вели, ова сега што го правам е мојата препорака. Но, единствената разлика на основа на која треба да се избира всушност, единствената разлика која прави меѓу едните и другите, или единствената почва на која треба да се избира едното или другото е Божиот дар. Бог дал дар на секого за определен начин. Бог го повикал секого кон определен начин и Бог кој го повикал и избрал за определен начин на живење, тој дал дар или дал благодат. Во секој случај, оно што го кажува апостол Павле овдека, е сосема спротивно на оно што го вели светот. Ако ти живееш без брачен партнер и при тоа се посветиш на целомудрие, го вика тоа во стариот јазик, тоа е целибат, нема да бидеш задоволен човек. Не, Павле вели, тоа не е вистина. Тоа е прекрасен живот посветен само на Христос. Од другата страна пак не ги принудува, како што црквата ги принудува луѓето и вели, секој според својот дар. Секој си има дар. И разликата меѓу едните и другите, оние кои решили да живеат во брак и оние кои решили да се посветат само на Христос, разликата меѓу нив е во дарот. На некој Бог им дал дар да живеат сами во служба на Христос. И се некој каже, ама каков е тој дар? Никаков дар. Не, за да разбереме всушност што е по идејата овдека на апостол Павле, е позадината на самиот збор дар. Зборот дар е харизма, која пак е во чија основа пак е зборот благодат, тоест харис. Ние зборот харис го преведуваме како благодат, а зборот харизма како дарба или дар. Што значи уствари дарбата или дарот? Дарот значи благодат кој Бог ја дава за определено нешто. Бог секому му дава дар, тоест благодат. Освен она општа благодат за спасение, Бог ја дава и посебна благодат или дар, харизма. И тој вели, оние што ги избрал Бог да бидат, да живеат само за Него, не со брачен партнер, воздржување од телесни желби, задоволства, тој им дал посебна благодат за да живеат таков
живот. Таа посебна благодат е почвата всушност за верноста и трпението што тие луѓе ќе ја покажат додека го следат Христос. Посебна благодат. Затоа безбрачието не е казна, не е затвор, туку е дар. Дар на Божјата благодат. Така го објаснува. Тоа е дар и другото вели е дар. Пак решеноста човек да живее во брак и при тоа да живее во верност со еден брачен партнер, исто така е дар или посебна благодат на Бог. И во едниот случај, и во другиот случај Бог дава благодат. Зошто? Зошто и во едниот случај, и во другиот случај се бара верност. Верност само кон Христос и во другиот случај верност кон брачниот партнер. Но не секој е повикан да живее сам. 9 стих. Но ако не може да се воздржат, нека се женат и мажат, бидејќи подобро е така, отколку да горат од страст. Така да, таа борба е невозможна за таква телесна чистота и затоа препорачува брак. Значи, гледаме еден многу остар, бинарен модел. Има само две ситуации. Не постои нешто измеѓу тие две ситуации. Едната ситуација е човек да се посвети да живее сам, но во целибат. Тоа е. Крај. Втората варијанта е човек да биде во брак, но верен на својот брачен партнер. И тоа е целото. И тоа е ограничувањето. Се што е измеѓу е греф и е блудство. Затоа и во првиот стих вели, го спомнува блудството. Живењето без брак, но без целибат е греф, и живењето со еден брачен партнер и односи вон тој брак исто е блудство. Но и за едното и за другото, вели апостол Павле, Бог дава дар. Бог дава посебна благодат. Благодат, оние кои решили да живеат во едниот случај, да останат доследни, и оние кои живеат во другиот случај, повторно да бидат доследни и во сето тоа Христос да се прославува. И во едниот и во другиот случај да има целосно задоволство од службата на Бог. Бог дава дар според својата суверена волја и тој дар ја прави разликата. Што е втората тема? Дарот од Господ и тоа безбрачие. Третата тема е разводот и овдека говори за Словото на Бог. Ако во првиот случај, во претходниот случај говореше за оние кои не се во брак и дар од Господ, овдека говори за Словото на Господ. Вклучува Слово, вели, а на женетите и мажените им заповедам не јас, туку Господ. Претходниот случај кажа ова како не како заповед, туку како допуштање. Овдека сега вели нејасно Господ го кажува ова слово, а пак понатаму во 14 стих, во 14 ќе каже а ова го кажува не Господ, туку јас го кажувам. Сега прави некакви премини како да прави премини од еден авторитет кон друг авторитет. Не е заповед, туку е допуштање, не е од Господ, туку е од Него, не е од Него, туку е од Господ. И ваквите промени создале секако низ историјата дебати, што значи тоа, дури некој ода дотаму и да каже што овој дел не е авторитетен, овој е авторитетен, тоест овој е вдахновен, овој не е вдахновен, овој е задолжителен, овој не е задолжителен. Што сака да каже или да направи всушност апостол Павле овдека со ваквите премини? Ова што го читаме овдека ви звучи познато, предпоставам, што го кажува апостол Павле. Со други зборови, вели Павле, јас ви цитирам. Цитат е ова. Цитатот она што Христос го каже. И навистина во една проповед која напишна повеќе места, Христос го кажа, например, Марко 10:12, упати слово, кога го праша нели за разводот, тој им го каже истото ова што апостол Павле го вели овдека. И кога
го вклучува Словото на Господ. Исус вели, вие го знаете. На црквите веќе им е познато тоа слово. Очигледно и на Коринската црква. С други збори, апостол Павле не сака да препише на себе нешто што тој не го кажал, туку го научил директно од Господ Исус. И ова е еден силен аргумент против непријателите на Библијата, кои велат, апостолите го зеле Словото на Исус, неговите проповеди, ги промениле, си ги нагодиле кон потребите на црквата, го представиле Христос како Спасител, Бог и така натаму, и така создале едно учење. Тоест, Христос воопшто не е тоа што го читаме ние денес во Евангелијата или во посланијата, тоа е учење на апостолите. Апостол Павле, гледам овдека, многу јасно разграничува што доаѓа од него како боговдахновен апостол, а што е директно слово од Христос. Јасно разграничување. И со тоа уствари ги руши аргументите дека тој зел нешто па изопачил. Не е. Она што ми доаѓа од Светиот Дух како апостол кој говори со откровенија е ова што јас го кажувам, а Христос си го кажува она што вие го знаете и е запишено. Така да, и во едниот и во другиот случај имаме авторитет на боговдахновено слово. Едното не е боговдахновено повеќе од другото или пак другото помалку. Имаат исти авторитет. И ова е добро да го знаеме, зашто пораките овдека се доста предизвикувачки. Посебно во денешниот свет, во кој што на разводот се гледа, уште пред да се стапи во брак, како на резервна варијанта кој се чува во задното джепче и се користи во првата прилика кога нештата не тргнуваат, не одат добро во брачниот живот. Павле вели, сериозни се работите. На бракот не се гледа како на резервна варијанта, туку се гледа како на невозможна опција. Ајде да видиме повторно кој е контекстот. Повторно овдека е проблемот со аскетите во црквата во Коринт. Тие нели го поставиле целибатот на врвот на пирамидата на вредностите, должно се за оние кои се во брак, а ако не може да се воздржат, тогаш нека се раздават, нека се разведуваат. И затоа апостол Павле вели, никој да не ја напушта својата жена или својот маж. Никош не треба да биде посакуваното решение. Напротив, треба да се бориме за бракот. И ако некој дори се разведе нелегитимно, ќе видиме ние понатамо тој употреба еден збор кој значи врзани или поробени или заробени во брак. Со други збори сака да каже секој што влегол во брак тој е заробен или поробен во бракот. И никој не може сам да не постои роб кој може сам да излезе од таа робска позиција. Невозможно е. Тој останува заробен во односите со неговиот господар. Така и брачните партнери се заробени. И кога вели дори некој ако како беше сега? Ако се раздели, нека не се премажува или пак да се помири со мажот свој. И обратно. Со други зборови вели врската останува. Тие се обврзале, влегле во тој однос и останува таа врска. И не може да се раскине. Ке видиме понатаму во овој текст допушта можност за развод и Христос во неговата проповед допушти можност за развод. Меѓутоа овдека говори за ситуација кога не постојат таквите можности. Врската останува. Тоест, или ќе остане сам, бидејќи тој се уште е врзан со брачниот партнер, иако не живее со него, или пак ќе се помири и ќе се врати. Те пак ќе кажам, овдека апостол Павле говори единствено во контекстот на проблемите на Коринската црква. Очигледно, имало луѓе кои поради тие аскетски обидувања се одделиле и сега тој им вели вратете се назад во односите. Или пак останете да живеете сами така. Има многу други прашања. Например, прашањето што се оние кои се развеле пред да станат христијани, а потоа влегле во друг брак. Дури кога биле христијани. Што се оние кои
решили да останат во брак, и тоа плаќајќи многу скапа цена, зашто сепак факт е дека и во христијанските цркви има семејства во кои едниот брачен партнер живее под страшна тортура и сакајќи да остане верен на Словото, до крајот на животот издржува тортура. Павле не говори за такви праш. Тој не ни кажува што да прави брачниот партнер кога е под тортура, кога е мачен, угнетуван. Исто така, што ако веќе се случило тоа? Нема такви работи. Така, ова е контекстот овде кај е точно проблемот на Коринската црква. Но има еден универзален проблем кој аз би го кажал и нема да одиме понатаму. Христос е доволен за се. Тоа значи дека Христос е доволен и за простување на извршениот греф, а Христос е доволен и за оние кои страдаат во бракот. Христос е решението за се. Секому, според дарот. Но авторитетното, во секој случај, авторитетното учење на Господ Исус и на вдохновениот апостол Павле е повик кон верност. Значи, повик кон учеништво. Бракот е место каде што се носи крст, исто така. Бракот е место каде што се жртвуваат брачните партнери. Во бракот се умира. Бракот е заедницата во кој најмногу се убива или се уништува себичноста и егото на човекот. Тоа е факт. И кога Христос ги повикува учениците да тргнат по него и да носат крст и да умираат, тоа е точно повик за умирање на самите нас, на егото. А најдобриот начин е брачната заедница. Така да тој повик за учеништво го имаме во самиот брак. И немаме вистинско учеништво ако сме верни во црквата и на службата, а при тоа ги газиме брачните ветувања од понеделник до петок. Тоа е многу категорично во тој поглед Словото. Во секој случај, кога во ова наше време се гледа на разводот како на најлесното, најбрзото решение за проблемите, Павле има многу релевантна и многу авторитетна порака. Некој дете или син или керка ги прашал родителите како живеат 50 години заедно или во брак или повеќе, и тој рекол или тие рекле: ами на времето кога ние се земавме, кога нешто ќе се расипеше, го поправавме. Не го испрлавме да се земеме ново, туку поправавме. Денес ние се научивме, нешто ако се распе, фрли, земи ново. Веќе не ми се допаѓа ова, ќе се земам друг. Или не ми се допаѓа ова, ќе се земам друг. Апостол Павле говори со голема тежина на авторитет на оваа тема. Дека секој треба да се бори, до крај да се бори за зачувување на бракот. И третата тема, тоа е четвртата, бракот и евангелието на Бог. Ако беше целибатот со дарот врзан, ако беше разводот со Словото Господово, овде како имаме евангелието, зашто на крајот апостол Павле сепак говори за една надеж на евангелието, за спасение на брачниот партнер. Тоест, гледа овдека во оваа ситуација на бракот како на поле за придобивање на неверниот брачен партнер. Така, темата овдека, или проблемот овдека, е едниот брачен партнер не верува, а другиот поверувал. Во такви околности уште повеќе се засилува аргументот на противниците на бракот да кажат: еве, сега имате вие отворена врата да се разведете. Гледам дека во црквата во Коринт има некаков судир на различни гледишта. За, против бракот и така натаму. Оние што се против бракот, овдека лесно се наоѓаат отворена врата. Сите оние чиј што брачен партнер не верува, може слободно да се го напушти, и тоа е единствениот начин да биде свет. Бидејќи сепак неверниот брачен партнер ќе му биде пречка за сосема, целосно посветен живот во светост. Пречка за духовниот живот. Ако сака да бидат навистина свети,
нека го напуштат неверниот партнер. И апостол Павле вели сега, изборувам јас, а не Господ, ако некој има маж или жена неверничка и таа согласна да живее со него, нека не ја остава. И обратно. А која е причината? Зашто маж безверник се осветува преку жената, а жената преку мажот. Инаку и децата ваши би биле нечисти, а сега се свети. Овдека апостол Павле го гледа бракот како еден завет, една институција. И вели, на таинствен начин, не знаеме, не можеме да го објасниме, не знаеме како, но ако едниот брачен партнер е верник, тогаш бракот е свет. Заради тој е еден брачен партнер. Сега, не сака да каже дека по автоматизам се спасува другиот. Тој говори за бракот како институција, за заедницата како институција. И овдека можеме да го препознаеме и еврејското крило во црквата. Употребата на зборовите чисти, нечисти и свети се земени од старозаветната терминологија. Во Стариот Завет беше јасно пропишено. Ако некој е грешник, тогаш секој оно што се допира или има нешто, исто станува грешник. И ако има такви, те се отргнуваат од заедницата, се тргнуваат од општеството. Ти немаат право на достап до олтарот, до светилиштето, до храмот. Тие се изолираат. И сега апостол Павле, имајќи го во предет ваквиот контекст, и веројатно прашањето на некој евреј, добро, сега јас поверував во Христос, јас сум свет, меѓутоа мојот партнер се уште е во паганството или уште не верува во Христос. Дали се осквернувам? Што е со мојот брак? Павле вели, заради едниот партнер и другиот се осветува. Децата се свети. Сите припаѓаат на таа света заедница, како брак. Тоест, нема осквернување. Напротив, има една друга можност која тој понатаму ја дава, нели, со која завршува. Поради верноста на едниот партнер, бракот се осветува и е прифатлив за Бог. Тоест, не само што не е грев човек да биде во брак со неверен партнер, вели Павле, во овој случај збориме, туку напротив, тоа може да биде средина во која Бог ќе се прославува. Сега, Павле допушта и онаа непријатна можност е неверниот партнер да го напушти бракот и вели во тој случај веќе ти си слободен. Ако тој не сака да остане во таа света заедница, тогаш тие врски се раскинати. Во овој случај веќе ти не си обврзан, тоа не си заробен. Заробени, врзани, поробени, оковани, еден исти збор, употреба апостол Павле. Другата околност која ја допушта како можност за развод Господ Исус во Матеј 19:9 е прелюбата. Така, само тие две можности се дадени. Во секој случај, вели, во овој случај, овдека апостол Павле вели, подобра варијанта е да го пуштиш да си отиде, штом не сака, отколку по секоја цена да се обидуваш да го задржиш партнерот кој не сака да живее. На крајот на краишта вели, за мир не повикал Бог. Може само да шпекулираме, но веројатно тоа е ситуацијата во која што некој поверувал, паганскиот партнер решил да се тргне и станале скандалите. Па бркање, па молби, па врати се и кавги и така натаму. Пушти го, вели, ние сме повикани за мир, а ти си слободен понатаму или да се посветиш на Христос во целибат, или пак да си имаш друг брачен партнер. Но на со кој што на крајот всушност завршил апостол Павле, како и обично, е со една надеж, голема надеж, има нота на надеж. Остани да живееш, зашто од кај знаеш дека може би и нема да поверува, нема преку тебе да се спаси твојот партнер. Не размислувай прво за развод,
зашто тоа е најлесниот начин, но преку молитвите, верувај дека преку молитвите, мирот, радоста, љубезноста, сведоштвото и така натаму, и партнерот ќе поверува. Оно исто Евангелие сепак на крајот на криштата, кој го преобразил едниот партнер, зошто да не го преобрази и другиот партнер? Зашто во секој брак, обично ние ја користиме она метафора за тројното јаже, кога двајца влегуваат во брак верни луѓе. Тројното јаже или тројца се во секој брак. И кога едниот е неверен, пак се тројца. Тоест, на страната на верниот има секогаш голема благодат и помош. Тој може да направи многу повеќе отколку што може и да очекуваме. Во се бара, всушност, верност е во најтешкото, а Христос може да направи многу се во невозможното. Тоа се, овие неколку поуки што ги дава Словото во тие деликатни теми и кои успеавме да ги предадаме. Уште малку има до крајот на 7 глава, неколку глави сме со таа тема. Самото послание е доста така обработува непријатни теми и меѓу другото статистички, според истражување, ова 7 глава на посланието до Коринтијаните е меѓу најмалку проповеданата од црквите. За жал, зашто целото Божјо Слово благовдахновено, а ние си правиме, селектирајќи омилени текстови, канони во канони. Ова е дел од канонот и требаше да го проповедаме и верувам дека по Божјата благодат ќе не биде корисна на сите нам, зашто ги опфаќа сите категории на луѓе во црквата.